Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во новото издание. Овој пат го почнуваме од Португалија Евора, каде се наоѓаме на првите тест возења на петата генерација на Рено Клио. Но Клио ја започна својата кариера токму со овој модел во 1990 година, кога се наметна во сегментот Б како не само интересна, туку и спортска солуција за купувачите. Врв на понудата беше Рено Вилијамс, кој имаше извонредни спортски способности, но и го стави на мапата на надпреварувачи во мотоспортот. Втората генерација настапи по 8 години со интересни атрибути кои беа повеќе ориентирани на семејните купувачи. А веднаш по него дојде и третата генерација која најави дека Клио е предвесник не само на изгледот на идните модели на Рено, туку и на технологиите. Тоа го потврди и четвртата генерација која е се уште актуелна на пазарот и таа зададе основа на изгледот и технологиите кои ќе се вградуваат во моделите кои дојдаа по четвртата генерација. Денеска се соочуваме со петата генерација на Клио. Неа ја запознавме на Женевскиот мотор шоу, но денеска ќе имаме можност да ја возиме. По изгледот таа е еволутивна, но испод каросеријата носи револуционерни решенија кои се во складот со модерните технологии и еколошки ориентации. Но пред да видиме што нуди и каков е Клио во внатрешноста и во возењето, ве поканувам да ги погледнете стандардните рубрики во Автомагазин. Па затоа почнуваме со флеш вестите, додека со Клио ќе се вратиме кон крајот на емисијата. Уживајте! Бентли сака 100-годишнината од основањето да ја залее со уште една чаша шампањско. Тоа веќе е ставено да се лади на пеколните жештини на легендарниот Pikes Peak во Колорадо. И екипата на британскиот производител веќе е таму, подготвувајќи се да го собори рекордот за сериски возила. Надежда дека ќе го сторат тоа ја гледаат во специјално доработениот Continental GTW12 со символичен стартен број 100. Тој ќе биде во рацете на ветеранот на оваа трка Рис Милен, кој треба да ги совлада 20 километри распоредени низ 156 свиоци за време помало од 10 минути и 27 секунди. Тој лани истото го стори со Бентайга, која го држи рекордот за најбрз кросовер на Pikes Peak. Овој пат дури ќе му биде и полесно, бидејќи новиот Continental GT располага со 635 конски сили. Соочувајќи се со тежината на возилото од 2200 килограми, на испит ќе се најде и 8-степениот менувач. Колку успешно ќе дознаеме на крајот на месецов. Астон Мартин реши да исправи една неправда. Го обнови производството на DB4 GT Zagato. Овој модел за колекционерите сега е еден од најпосакуваните, но кога се појави пред 60 години ја немаше таа судбина. Беше замислен како олеснета спортска изведба на стандардниот DB4, чија доработка беше доверена на Zagato. Италијанската куќа добро си ја заврши работата, но интересот за него не беше како што се очекуваше. Беа планирани да се направат 25 примероци, но по 3 години производство беше прекинато после 19-тиот. Главната причина зашто се случи така беше неговата цена од 5470 фунти, во тоа време доволни да се купи голема куќа. Времињата сега се сменија и Астон Мартин и Zagato решија повторно да направат уште 19 примероци. Користени се оригиналните спецификации, а за изработка на првиот примерок беа потребни 4500 работни часа. Ке се продава исклучиво заедно со DBS GT Zagato по цена од дури 6 милиони фунти за двете возила. Во светот на теренците Land Rover Defender ужива место на легенда. Можеби, токму поради тоа, веќе 5 години се пролонгира покажувањето на новата генерација. Сега, кога изгледот е дефиниран и менеджментот охрабрен, ни пристигнува филм снимен во природната средина на Defender. Дивината на Кенија беше место каде се сними првото филмче за наследникот на тронот.
Покажувајќи ни како се снимени најатрактивните сцени, Land Rover се пофали дека завршил со ригорозните тестови на новиот Defender. Тие беа спроведени во дивините на Кенија, каде еден ваков теренец треба да се чувствува како дома. Дека е така, потврдија и лавовите, кои воопшто не реагираа на присуството на прототипите во нивната непосредна близина. Можеби и затоа што според изгледот новата генерација на Defender ке личи на оригиналот. И покрај тешката камуфлажа што Land Rover ја користеше, сличностите се забележуваат на прв поглед. Коцкастата каросерија има вертикален заден дел и рамни странични стакла. Предниот дел е малку посовремено решен, додека внатрешноста треба да биде сосема модерна со дигитална инструмент табла и незаобиколниот аудиоинформативен систем. За теренските способности ќе биде излишно да зборуваме, додека за погон ќе биде задолжена гамата мотори позната од другите модели на компанијата. На почеток тие ќе бидат бензински и дизели од 2-литарското Ingenium семејство, на кои подоцна ќе им се придружат 6-цилиндрични агрегати и хибридна верзија. Возилото ќе биде поставено на големата платформа од Land Rover Discovery и Range Rover, која содржи доста алуминиум. Во план се две верзии со различни меѓуоскини растојанија. Традиционално значени како Defender 90 и 110, првата ќе има 3, а втората 5 врати. Од порано е познато дека новиот теренец ќе се произведува во Словачка. Оваа фабрика започна со работа во октомври минатата година, а во неа моментално се произведува само Discovery. Со воведувањето на Defender треба да го постигне својот капацитет од 100.000 возила годишно, за кој веќе има најава за 50% зголемување. Кога ќе биде представен новиот Defender се уште не е објавено, но тоа најверојатно ќе се случи некаде околу салонот на автомобилите во Франкфурт. Сепак купувачите на него ќе чекаат до година, а меѓу нив повторно ќе бидат и американците. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Corolla. Новата Corolla седан од 16.990 евра. Škoda. Simply clever. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа.
Со воведувањето на технологијата Sky Active-X, Mazda направи своевидна револуција кај моторите на внатрешно согорување. Бензинот е горивото за моторот кој го комбинира работниот циклус на бензинските и дизел моторите. Со тоа добиена е зачудувачка економичност и одлични перформанси. Скоро 2 години откако прв пат слушнавме за него, Mazda ги објави спецификациите на новиот Sky Active-X мотор. Тој со комбинирање на дизел и бензински циклус на работа и степен на компресија од дури 16,3 спрема 1 има за 30% помала потрошувачка. За почеток ќе се вградува само во Mazda 3, која со него ќе се задоволува со минимални 4,3 литри гориво на 100 поминати километри. Соодветно и емисиите на јаглерод диоксид му се намалени на само 96 грама на километар, но според старите норми. Според новите WLTP стандарди, просечната потрошувачка му изнесува 5,4 литри, а емисиите 122 грама јаглерод диоксид. Перформансите при тоа воопшто не му се загрозени. Напротив, тој од 2 литра работна зафатнина излекува 180 конски сили и 224 Ньютон-метри максимален вртежен момент. Стандардно со него во пакет доаѓа и благ хибриден систем кој работи на 24 волти. Mazda 3 со својот агрегат ќе биде на располагање во хеджбек и седан изведби со мануелен или автоматски менувач и погон на предните или сите 4 тркала. Првите испораки се предвидени за наесен, а цените официјално не се објавени. Паралелно со електрификацијата, следен проект на кој работи Mazda е развојот на сосема нова Sky Active 3 генерација мотори. Тие се предвидувани за 2025 година и треба да емитуваат просечни 65 грама на километар јаглерод диоксид. Соочен со предизвиците што ги носи иднината, Масерати се сврте кон минатото и ги почести сите сладокусци на автомобилизмот со вистински деликатес, тркачкиот Tipo 6CM од пред 80 години. Овој болид е еден од најуспешните во славниот дел од историјата на марката. Беше представен на салонот во Милано во 1936 година и од него до почетокот на Втората светска војна се направени 27 примероци. Сите до еден беа наменети за трки од кои донесува многу пекари, вклучително и оние од легендарната Тарга Флорио, на која 3 години поред ги освојуваше првите 3 места. Заслуги за тоа најмногу има 6-цилиндричниот мотор со 1,5 литри работна зафатнина. За тоа време имаше доста напредна конструкција, со 2 брегасти оски во главата, руцов компресор и магнетно палење. На почетокот тој испорачуваше 155 конски сили, кои подоцна се зголемија на 175. Аеродинамично обликуваната каросерија е од алуминиум и тежи 650 кг, заради што со леснотија ги постигнуваше максималните 230 км на час. Овој технолошки напреден едносед имаше и иновативно ослонување кое можеше да се прилагодува на карактеристиките на секоја патека поединечно. Една од најголемите критики на електричните возила е нивната безшумност. Да, добро чувте, безшумност. Таа најголеми неволји приредува за возачите и пешаците, бидејќи едните мораат двојно повеќе да внимаваат, за да не се случи инцидент, а другите пак воопшто не ги слушаат таквите возила, па се однесуваат како да не постојат. Конечно понудено е решение кое е добро за двата табора. Му одзвони на бешумното возење со електричните и хибридните автомобили. Од сега тие ќе мора да емитуваат вештачки создаден звук. Европскиот парламент ја има донесена оваа уредба уште во 2014 година, но со 5 годишен период за прилагодување. Тој веќе изминува и ваквите системи од летово ќе станат задолжителни за сите нови типови, а од 2021 и за сите нови возила кои се движат на струја. Емитувањето на некаков звук е потребно да се
предупредат пешаците и велосипедистите на можна опасност. Некои поранешни испитувања имаат докажано дека шансите тие да настрадаат од возило што бесшумно се движи се за 37% поголеми отколку од автомобил чиј мотор создава бучава. Овие системи ќе функционираат само при возење со брзина до 20 км на час, како нанапред, така и наназад. Звукот што ќе го генерира не може да биде било каков, музика на пример. Тој ќе мора да биде споредлив со звукот на автомобил со мотор со внатрешно согрување од истата класа. Ваквите системи производителите на возила и досега ги вградуваа, но не сите. Некои сметаат дека тоа ќе ги одврати купувачите на електрични возила, но сега ќе немаат избор. И американците имаат донесено слични прописи кои кај нив ќе стапат на сила во септември идната година. Нурбургринг има нов електричен рекорд од 6 минути 5 секунди и 34 стотинки. Volkswagen долго време се закануваше дека ќе го собори, за да тоа го стори во голем стил, подобрувајќи го досегашниот за повеќе од 40 секунди. Германските инженери за тоа посебно го оптимизира уникатниот IDR, кој лани ги покажа своите заби на трката до облаците на Pikes Peak. Самото соборување на рекордот и не е толку изненадувачко, колку 680 конски сили на IDR, двојно помалку од кинескиот NIO EP9, кој беше досегашен електричен владетел на зелениот пекол. Со ова Volkswagen потврди дека неговите технологии располагаат со значителни потенцијали кои на друг начин не можат да се демонстрираат. Дури и краткото гледање на видеото покажува дека IDR исклучително брзо ги совладува свиоците на Нюрбургринг. Деталниот преглед пак ќе покаже дека сопирањето пред нив е доста подоцна, што на крај резултираше со постигнување на наведеното време и просечната брзина од 205 км на час. Но тоа не е се. Максималната брзина што електричниот болид на Volkswagen ја постигнува е 273 км на час, додека истото место, апсолутен рекордер Porsche 919 Hybrid Evo на оваа патека достигнува дури 369. Неговото време од 5 минути и 20 секунди се уште е недостижно, но сигурни сме дека Volkswagen IDR, кој е второпласиран во апсолутниот поредок, ќе го предизвика и него. И конечно дојде времето кога ќе се соочиме со новата генерација на Clio, пета поред. Задниот дел, како што гледате, е доста храбро и монолитно направен. Пред се, поради прецизната изработка, задниот браник делува како да е слиен со каросеријата. Отворањето на задните врати го видовме пред 20 на години во Alfa Romeo 156, но се покажува дека автомобилската индустрија го прифаќа поради не само естетскиот, туку и функционалниот дел што го пружа ова решение. Во должина Clio 5 е 4 метри, нешто повеќе од 4 метри, што значи дека остана на основата на димензии од претходната генерација. Но, како гледате, предниот дизајн делува многу моќно, многу уверливо, а маската на ладилникот покажува еден сосема нов дизајн и што е многу поважно, кога ќе се развија поголема брзина, тој се затвора поради поголема аеродинамичност. Испод каубата има неколку врсти на мотори, но во Македонија ќе дојде еден литарски од 3-цилиндерски турбомотор со 100 конски сили на располагање, ќе имаме исто така и бензинец од 1,3 литри со 4 цилиндри и 130 конски сили. Но силата на овој модел се гледа во внатрешноста, па да видиме каква е таа.
Во зависност од надворешната опременост, нивото на опременост во интериерот е исто така различно. Има повеќе од нив, а ние се наоѓаме во внатрешноста на RS Line. Прво и основно, ке сите клија, напред имаме дисплеј кој има повеќе од 7 инчи и ни ги покажува основните параметри за возачот. Но во средина имаме и еден таблет од 9,3 инчи кој има многу опции за подесување и за покажување. Но внатрешноста е сега и емотивно направена. Видете ја централната конзола, која иде кон внатрешноста на совозачот. Тоа е прва жртва на изгледот, бидејќи, како што гледате, во голема мерка го смалува просторот за сопатникот. Но, како што велат во Рено, Клио е ориентирана на возачот пред се. А кога сме кај возачот, се чувствува извонредна ергономија. Внатрешноста е опремена со мека и квалитетна пластика, а во зависност од опремата, дали е лакшери или спортлайн, имаме изведба на пластика која делува како спортски материјал или пак имаме кожа. Во овој случај тоа е имитација на карбон. Исто емотивно е боењето на оваа линија која дава една потполно нова димензија на внатрешноста. А кога сме кај ергономијата, мора да кажам дека и овие спортски школкасти седишта се многу добро адаптибилни за човек со мои димензии, со мои пропорции. И пред да тргнеме на возењето, морам да кажам дека во внатрешноста се чувствувам извонредно добро, бидејќи имам простор во сите смерови. Додека на задната клупа просторот е дискутабилен за човек со мои пропорции, но оние нормалните кои се во европските стандарди со висина 1,73 м и тежина од 74 килограми, нема да имаат проблем на задната клупа. Пред малку кажав дека седењето во внатрешноста на Клио е ергономско и тоа веќе на самиот старт на возењето се потврдува. Пред се, оние микровибрации што се јавуваат на нерамен пат, а само да ве подсетам дека возам на пат со калдрма, не се пренесуваат на телото на возачот. Тие остануваат пригушени некаде помеѓу пневматиците и суспензијата. Нормално е дека не може сите вибрации да се анулираат, но сепак каросеријата тоа го превзема и возачот и сопатниците остануваат да уживаат во мекото опкружување што ни го нуди Клио. Домакините ни споменаа дека во новото Клио изгледот е еволутивен, додека внатрешноста и технологијата се револуционерни. И тоа може да го потврдиме, бидејќи има многу системи за безбедност кои функционираат безпрекорно. Јас имам големо искуство во возење на возила кои се опремени со понапредни генерации на технологија на автономно возење, но никогаш не сум почувствувал во вака мал автомобил од сегментот Б да има имплементирано толку многу технологија и која функционира без никакви замерки. Тоа е, например, активниот темпомат, исто така конективните технологии кои се наречени Easy Link, бидејќи многу лесно се поврзувате со електрониката на автомобилот. Таа технологија функционира интуитивно и возачот многу лесно се адаптира на сите услови во автомобилот. Сепак мобилноста е од огромно значење за малиот Клио, кој и не е така мал. Пред се, тој ќе има две основи. Едната е за мотори со внатрешно согорување, додека другата основа ќе ја носи технологијата на хибриди. Ќе се хибридизира гамата на
Clio од почетокот на идната година, кога ќе наполни 30 години присуство на пазарот. Јас седам зад управувачот на моделот со изведба со 4-цилиндарски турбобензинец од 130 коњски сили и 1,3 литри работна зафатнина. Ова е еден од посилните мотори во гамата на малиот Clio, но дава извонредна потентност и агилност на автомобилот. Тој е впарен со 7-степена автоматска трансмисија, која многу добро кореспондира не само со моторот, туку и со желбите и очекувањата на возачот. Но тука Рено нуди уште поширока гама за Clio. Пред се има бензински мотори од 85 до 160 коњски сили. Најслабите изведби бензински нема да пристигнат во Македонија. Во Македонија ќе пристигне како најслаб мотор бензинскиот од 3 цилиндри и со сила од 100 коњски сили кој има турбополноќ. Јас вчера го возев тој модел и можам да кажам дека покрај економичноста тој нуди сосема добра агилност во возењето. За разлика од 1,3 литрениот од 130 коњски сили, тој е зачудувачки поекономичен. Јас вчера забележав просечна потрошувачка од 5,8 литри, додека со овој 1,3 литрен мотор потрошувачката е 6,2 литри, што и не е толку многу. Но што станува со популарните мотори со внатрешно согорување кои се анатемисани, а тоа се дизелите? Домакините ни нагласија дека далеко од тоа дека ги дигнале рацете од дизелите, ДЦ и моторите ќе се најдат испод хаубата на Clio. Тоа е популарниот 1,5 литрен DCi мотор кој ќе има 3 варијанти на силина на моторот. Сепак, за македонскиот пазар, повторно мора да споменам дека ќе доаѓаат само поскапите изведби, оние кои имаат 105 и 115 коњски сили. Тоа е сосема доволно за љубителите на дизелите и по прашање на цената, и по прашање на економичноста и екологијата, и по прашање на перформансите. Со цена од 10.500 евра за основниот модел, Clio има добри шанси повторно да се наметне како лидер на пазарот, зборувам за Македонија. Сепак не знаеме како ќе изгледа основната верзија и што ќе има во нејзината опременост, осем сите оние системи за безбедност, како и централниот дисплеј. Јас цело време го нарекувам Clio мал автомобил, но тој не е мал ниту по димензии, а уште помалку по опременост. Тој е според димензиите во рамките на класата и останатите конкуренти, но со опременоста тој многу лесно може да конкурира со автомобилите од поголемата класа. Тој е 4 метри долг, но со имплементираната технологија на лесна поврзливост, потоа Bose аудио системот, како и безбедносните технологии, тој е голем автомобил. Тој пружа голема самодоверба на возачот и големо уживање на возачот. Внатрешноста е конципирана да биде ергономска, но сакам да видам како ќе изгледа она базична верзија. До тогаш ќе почекаме и јас и вие, почитувани гледачи на Автомагазин. А јас продолжувам да ги голтам километрите низ Португалија со новото Clio и ве поздравувам до следната средба, која ја закажуваме за 7 дена. Останете во добро расположение, барем онака како што сум јас расположен за управувачот на Clio. До гледање.